На Скопје му недостасува и зеленило. Тоа е темата на која ќе говориме наредниве минути, но многу често она што го имаме, велат експертите, не е соодветно за градска средина. Се постава прашањето колку во изборот на градското зеленило треба да се прашаат стручните лица, колку е важен правилниот начин на одржување на зеленилото и безбедноста наспроти естетиката во поставувањето. Ова се само дел од темите со кои што ќе разговараме утрово со нашиот следен соговорник, професор Јане Ацевски од Шумарскиот факултет. Професоре, добро утро. Добро утро. Како изгледа Скопје хортикултурно? Што вашето око забележува кога се движите низ градот? Скопје, ако земеме од земјотресот навака, е еден нов град, каде што интензивно се проширува во сите правци. Како се проширува, нормално со урбанизацијата се внесува и зеленилото, односно се озеленува. Ако погледнеме од поширок аспект, може да видиме дека еден конгломерат од разни типови на дрвни видови, начин на садење, начин на одржување, начин на менаџирање со тие зелени површини. Во старото јадро, да кажеме во градскиот парк, имаме многу стари дрвја кои се резултат на начинот што претходно се уредувало, се правеле парковите зеленилото. Со проширување на населбите се воведува околу зградите тоа блоковско зеленило, кое е сосема од друг карактер. Зеленилото покрај булеварите, улиците пак има сосема друга намена и сосема друг изглед. Па затоа можам да кажам слободен е конгломерат од различни дрвни видови, од различни начини на озеленување. Каде го гледам, не е тоа проблем, начинот на досегашното уредување на градот во тој поглед со зеленило. Многу, како се проширува градот, се внесуваат се повеќе, да кажеме, школувани садници. Да не ме сватите погрешно, школувани садници значи каде што имаат однапред формиран коренов систем во рамките на помала површина зафатнена, каде што имаат помали крошни, каде што се полесни за одржување и имаат помал ефект врз безбедноста од невреме или од други причини. Околу постарите објекти згради во минатото се внесувале голем број дрвни видови кои што условно во наводници не биле школувани, него правеле големи коренови системи, големи крошни и сето тоа условува да истите со своите димензии представуваат опасност за жителите кои што поминуваат тука, живеат. И затоа го поставуваме прашањето. Треба ли да се консултираат стручни лица во изборот на садници? Дали на времето се правело тоа и колку е важно да се внесат соодветни видови во градски средини? Секако, нормално дека консултацијата со стручните лица, со лица, насоките кои што ги даваат стручните лица во однос на озеленувањето се многу битни. Се прават ли? Па се прават. Не може да се направи парк без однапред направен план. Меѓутоа, дали тие планови доаѓаат во ревизија, тоа не знаеме, немаме податоци, бидејќи секој индивидуално одлучуваат политичарите, односно одлучуваат нестручни лица дали е нешто добро или не е добро. Планот е направен, меѓутоа сепак треба да иде на одобрување на стручни лица од областа, кои ќе кажат дека тој план е соодветен на локацијата, на безбедноста, на потребите на жителите и така натаму. Кога зборуваме за стручните лица и одржувањето исто така на зелените површини треба да биде под нивна надлежност. Што значи одржување на садници во урбана средина? Што значи грижа за дрвјата? Искрено да ви кажам, ние сме еден чуден народ каде што создаваме нешто, а потоа го оставаме на милост и немилост на или природата, или урбаната средина и така. Кај нас во Македонија, особено во Скопје, постоја специјализирани служби кои се грижат за одржување на зеленилото, а тие се во рамките на паркове зеленило. Меѓутоа, секогаш овие служби кубурат со кадар, немаат лиценцирани секачи, немаат лиценцирани инженери кои што
знаат како да ги одржуваат од аспект на безбедност, од аспект на декоративност, од аспект на функција на другите функции на зеленилото во градот. Во разговор со колегите од Паркови зеленило ми кажаа дека имаат само едно возило кое го користа за кастрење, чистење на паднати гранки. Една екипа на град од повеќе од пола милион, 600-700 000 Меѓу другото и префрлањето на надлежностите кој е одговорен за тоа, но за тоа нема да навлегуваме. Исто така доколку шетаме низ Скопје ќе забележиме, професоре, дека голем број од дрвета се стари. Потребен е мал ветер, не поголемо невреме, туку мал ветер за да паднат и направат штета, да не зборуваме за повреди кои што сведоци сме дека се случуваат. Како се проценува староста на дрвото и што значи тоа во однос на грижата за старите дрвја кои ги имаме навистина во се поголем број? Вака, треба една разлика да направиме. Старите дрвја во градот представуваат опасност. Пред се представуваат опасност ако се остават природно да растат, значи да прават големи гранки, големи крошни корени, бидејќи живеат во едни специфични услови, нивната старост не е само временска, нивната старост е и во однос на истрошеност поради неповолни еколошки услови. Кај нас изостанува грижата, понатамошната грижа во парковите, во зеленилата и другите зелени површини, да продолжиме, кога ќе ги засадиме дрвјата, редовно да ги, не е само прихраната и наводнувањето, одржувањето. Треба да ги следиме. Секоја појава на сува гранка да ја отстраниме, секоја појава на болест да ја отстраниме, ако има можност. Дури и вадењето на садници е лек. Кај нас постои едно правило, ако и едно гранче е зелено, град Скопје не дава дозвола да се отстрани. Се што има почеток има крај. Мора да збереме. Се работи за урбана средина и менувањето на садниците, односно менувањето на дрвјата, грмушките, тревата е нормална појава која што треба да се врши во континуитет. Ако сето тоа навреме се направи, ќе немаме речиси никакви последици. Така. Добро, тоа многу зависи нели од политичките чинители, за разлика од тоа кој е на власт, нели си ја префрлаат секогаш топката, па некако се створи голема конфузија во јавноста, ако се исече дрво, веќе не се прашува дали дрвото ја загрозува безбедноста или слично, веднаш тргнува лавина на негативни коментари дека се сече зеленило. Колку тоа ни одмага во поглед на безбедноста и како тоа да го решиме? Тоа е резултат на, ајде да кажеме, нестручни согледувања и коментари од страна на сите фактори, и општествени фактори, и луѓето, и невладини организации. Значи, секој се наоѓа должен и засегнат да даде свое мислење, кое не е подкрепено на наука, не е подкрепено на докази. Сакам да споминеме кусои за безбедноста. Кога се мисли на естетиката при садење на садници, многу малку се мисли на безбедноста. Колку треба да се внимава со садењето на садници покрај улици и покрај булевари? Имавме еден таков пример во општина Аеродром кој што им зададе главоболка и тоа како на родителите чии ученици се движат покрај булеварот. Безбедноста е пред се. Декоративноста доаѓа на втор план. На трет план иде потребите, односно функцијата на дрво во животот на луѓето. Како да се справиме со сите овие предизвици? Секогаш нормално ќе гледаме на безбедноста. Изборот на садниците, начинот на одржувањето. Секоја садница има одреден век, си има одредени правила кога се кастри, кога се чисти, дали треба да се третира, да се прска, да се одржува корено, да се прихранува. Сето тоа треба да го прават стручни лица. Навремено, пред се планско предвидување и навремено одржување ќе ги намали ризиците на опасност од паѓање, кршење или безбедноста на граѓаните. Професоре, има ли Скопје доволно зелени површини и се грижиме ли за нив? Ги прашавме и граѓаните да видиме каква е нивната перцепција. Може? Може. Зеленило во Македонија има или нема? Колку во секојдневниот живот среќаваме зелени површини и колку од тие што ги имаме, всушност се грижиме за нив? Па гледате и вие овде нешто малку има.
Меѓутоа, поголем простор и дечиња кај што може да седнат и ние постари да седнеме нема. Дали мислите дека повеќе е застапена урбанизацијата, зградите? Премногу, да ви кажам. Па нема ни клуби, а и нема, како да ви кажам, корпи за отпадоци. И тоа. Дали се грижиме од зеленилото кое што го имаме? Дали се грижиме за да остане чисто? Не, да ви кажам, поминуваме, заминуваме. Дали знаете да се одржала некоја си акција за засадување дрвја, за грижење, за чистење на природата или тоа било можеби многу одамна? Сега нема, а порано имаш. Јас дури децата сум ги носела, додека ми беа мали, да речам, на пошумување сме оделе, се организирало на водно. А сега не сум ни чула за такви акции. Дали имаме убава природа? Имате убава природа, но има и голем проблем. Премногу е валкано. Морам да признам. Убав град, но не чисто. Посебно во центарот, но и насекаде е така. Тоа ви е голем минус. Многу е загадено во градот. Го сакам Скопје, но градот е нечист и ѓубре има насекаде. Никој не се грижи да фрла во корпа за отпадоци. Однесувањето на луѓето е некултурно. И да имате милион корпи, повторно нема да фрлаат во нив. Тој кога пуши фрла во канта, доколку нема наоколу, ја чува и подоцна ја фрла во кантата за отпадоци. Доколку сите би биле такви, се би било во ред. Јас сум од Данска. Кај нас сите имаат култура да фрлаат во канти за отпадоци. И во Австралија исто, и во автомобилите, доколку некој фрли од прозор, полиција има позади и веднаш го казнува. Но тука, и тоа да е така, никој ништо не прави. Професоре, и на зелените површини забележуваме отпадоци, забележуваме и дека граѓаните се прават природни патеки на движење, онака како на секој што му одговара. Имаме ли начин како да го заштитиме зеленилото? Како треба да се однесуваме во однос на планското садење во иднина? Во една минута, ако можеме да сублимираме. Да, пред се очигледно дека немаме стратегија за развој за зеленилото, иако се направени многу стратегии, документирани, ставени во градот, многу, значи на хартија имаме се, меѓутоа во пракса многу слабо сето тоа го спроведуваме. Ние мислиме дека со некои акции за посадување на дрвја, озеленување, садење треба, дека го решаваме проблемот на климатските промени, проблемот на загадување на градовите, проблемот, значи, дрвјата и зеленилото не се филтри кои ќе ни чистат после нас. Треба да се посветиме на причинителите. Тоа што мислиме дека ќе посадиме дрво и со тоа ќе го спасиме градот како мерка, тука се лажеме. Тоа е исто како кога ќе идеме во црква, сме направиле грев, па ќе запалиме свеќа и сега мислиме дека ќе ни се прости. Не е така. Треба посветеност од сите фактори, и од политички, и општествени, и народот особено, да се остави да си направат стручните лица план како да се менаџира, како да се управува зеленилото. И што е пред се, што е неговата функција. Погрешно тумачиме дека зеленилото е филтер што ќе не спаси од аерозагадување. Професоре, благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Веднаш одиме во Штип во интерес на времето, пролетно уредување на парковите, дали екипите на јавното претпријатие ИСАР задолжени за уредување на парковите се на терен и што се работи? Славица? Токму така, Ване, како што можете да забележите, и ние сме во паркот, но и екипите на јавното претпријатие ИСАР, кои во овој период вообичаено и ги чистат парковите, но и го збогатуваат зеленилото. И садат дрвца и цвеќиња, значи декоративни растенија и зеленило се во моментот и еден период наназад веќе се работи во Штип. На оваа тема разговарам со Игно Иванов од јавното претпријатие ИСАР. Во моментот гледаме се работи во паркот во 8 ноември. Претходно садевте дрвца тука, за што станува збор? Во минатиот период интензивно работевме на пополна на нашите дрвореди со видови кои што е од некои си причини или се исушени или мора да ги отстранеме поради таа причина.
интензивно садевме дрвја, декоративни садници во нашите паркови, оному каде сметаме дека треба тие видови да се наоѓа. Моментално работиме интензивно на косење на тревата, бидејќи ова е повален период баш за тоа. Имавме дождови, па и ова сонце сега што иде овие денови. Се надеваме дека во наредниот период ќе продолжиме да косиме околу урбаната средина, односно околу нашите згради. Моментално работиме и на уредување и следување на оние површини каде што го очекуваат пролетното цвеќе, бидејќи од пракса јавното предпријатие ИСАР со пролетен расад почнува некаде крајот на април и почетокот на мај, баш поради ова време кое што знае да изненади и од причини за да не дојде до измрзнување на тој расад, ние одиме со тој период, значи некаде крајот на април и почетокот на мај. Ќе го изреализирате ли планот зацртан за збогатување на парковите и на јавните површини за оваа пролет? Па секако дека тоа ќе го направиме, иако ова година не сме во можност да произведуваме цвеќе во нашиот расадник, од проста причина што тука има градежна активност поради паркот кој што е од поголеми размери кои се прави на оваа локација. Меѓутоа ќе се набави цвеќе, веќе имаме распишено тендер, за да можеме овие површини кои што секогаш се со цвеќе, да можеме да ги насадиме и да го збогатиме нашиот град со една убава цветна површина. Може ли да се пофалиме како граѓани дека се грижиме за зеленилото, односно не го уништуваме, не го крадиме, и кои се вашите обврски околу тоа, одгледувањето и негувањето на засаденото? Негувањето на самите цветни површини и насадниците од наша страна е интензивно. Значи, веќе максимум се вложуваме на таа страна. Работа е што апелирам до граѓаните да ги зачувуваат нашите овие садници, поготово дрворедите. Знаеме дека Штип има еден од градовите кој што има најмногу сончеви денови во годината и доста голема инсолација, каде што во летните периоди бараме сенка. Па со тоа давам и апел до самите граѓани да можат да ги заштитиме овие дрвја кои што ние ги садиме, а интензивно работиме на тоа да можеме да ги смениме оние дрва кои што имаат физиолошка старост или кои што од некои си причини тие се исушени или да речем измрзнати. Ви благодарам на одвоеното време и што бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија. Ова е се во второто утринско јавување. Имаме прекрасен парк, прекрасна слика. Се надеваме дека ќе остане така и понатаму, кога ќе и цвеќењата ќе дојдат до израз. Студио? Добре, што добивме информација дека во Штип плански се сади во овој период, пак имаме убави места за прошетка. 8 часот 59 минути колешката Маја Стојановска подготвена во соседното студио за второто издание на вестите.